Тоа е еден од начини. Денес во рамките на нашата редовна посета на Охридските стопански капацитети и Охридските стопанценици имавме можност да ја посетиме компанијата АСП од Охрид, која што представува еден од поуспешните стопански капацитети во Охрид и во Република Македонија, што представува гордост на охриѓани и на локалната економија во Охрид. За таа цел, се сретнавме со менаџерскиот тим, разговаравме за производствениот процес, за проблемите со кои што тие секојдневно се соочуваат и за она како ние како локална самоуправа, можеме да соработуваме со АСП компанијата тука и да евентуално помогнеме во дел од нивните развојни стратегии во иднина. Се работи сепак за компанија која што е еден од најголемите работодавци во општина Охрид со вкупен број на вработени околу 236, што повторно ќе кажам представува бројка која што е за почит и за респект, затоа што мал број компании не само во Охрид и во Република Македонија вработуваат толку голем број на работници. И она што е што посебно нас не радува е нивниот постојан раст и развој, кој што во континуитетот во последните 15 години го остваруваат како во делот на обем на производство, така и во профитот кој што тие го остваруваат во текот на една година. Се работи за извозно ориентирана компанија која што 97% од своето производство го извезува во странство и една од двете, она што можеме да го научиме во разговорите со менаџерскиот тим, една од двете најголеми компании за ваков тип на производство во Европа, која што својот извоз го остваруваат скоро во сите земји на Европа и во Азија. Наша цел е да заеднички со нив соработуваме и да овозможиме сето она што како локална самоуправа ние во рамките на регулатива и го можеме им помогнеме се цел тие да проложат и во иднина да го напредуваат своето производство, својот развој и секако да остваруваат број на работни места. Она што е од посебен интерес за нив и веројатно и за другите стопански капацитети во Охрид, тоа е начинот на кој што ние како локална самоуправа можеме да се вклучиме во едукација и квалификација на кадарот, кој што им е една од основните потреби кои што тие треба да ја остварат за да го реализираат нормалниот процес на работа. Сите знаете дека и покрај тоа што во Охрид се создаваат услови полека за не само за странски инвестиции, туку и за инвестиции од страна на домашни компании, односно охридски локални компании кои што сакаат да го прошират своето производство. Еден од проблемите со кои се соочуваат работодавците, односно компаниите, е недостаток на квалификуван работен кадар. Ние заеднички Охрид, менаџерските на неколку компании ќе се договориме да изградиме систем во кој што ние можеме да вршиме таа доквалификација или доедукација на кадарот, се со цел да создадеме квалификувани кадри кои што ќе можат веднаш да се вклучат во нормалниот процес на работа во различни компании во Охрид. И она што уште еднаш ќе напоменам, уште од самиот почеток на добивање на мандатот во локална самоуправа го правиме ние, а тоа е обезбедување услови за изградба на индустријска развојна зона, односно слободна економска зона во Маутскиот локалитет, на кој што ние посветено и напорно работиме, еден од приоритетите на кој што на крајот од оваа година или на почеток на другата година ќе гледаме да го реализираме, се со цел ваквите компании, успешни компании кои што имаат потреба од изградба на нови производствени капацитети, се со цел да го унапредат и
развијат својата производство, значи да најдат соодветно место и понатака непречено да работат и да се развиваат. Началникот и неговите соработници за посетата на нашава компанија. Мислам дека многу убаво, точно, конкретно, сеопфатно ви објасни градоначалникот за што све разговаравме. Се надевам дека од разговориве во брзо време ќе имаме и некои резултати кои ќе бидат пример за соработка на една локална самоуправа и една производна компанија како нашата. Ние постоиме околу 15 години. Од пред 15 години фирмата бележи перманентен раст секоја година за отприлика 20 до 30% од постоечкото производство. Наш предизвик се европските пазари и од досегашната работа како резултат на доброто работење ние перспективата и понатаму ја гледаме во развој на производството и во проширување на нашиот пласман на европските пазари. Со која земја најмногу соработувате? Каде најмногу извезувате? Ние извезуваме од Израел до Скандинавија, од Португал до Русија. Значи, главниот таргет ни се земјите на Западна Европа. Околу кадровските уште, значи дали со кадар имате доволно или се уште има место за оние кои што сака да се исправат? Разговаравме со градоначалникот сериозно на темата кадар на сите нивоа во фабриката и перманентно имаме недостаток од кадар и мислам дека ќе најдеме решение за да дојдеме до најквалификован и за нас најпотребен кадар заеднички со локалната самоуправа. Ваше име и презиме?